Унгарските власти воведоа нови рестриктивни мерки со надеж дека ќе го спречат третиот бран на коронавирусот. Во следните 2 недели продавниците со исклучок на прехрамбените, аптеките и бензинските пумпи ќе мора да бидат затворени. Само цвеќарниците може да работат денеска по повод меѓународниот ден на жената. Вечерниот полициски час останува на сила. 6200 нови инфекции со COVID-19 и 108 починати е црниот биланс во последното денонокие во Унгарија. Унгарските здравствени власти бележат 355.000 оздравени пациенти од почетокот на епидемијата. Во моментов во Унгарија има 7445 хоспитализации од COVID-19, а од нив 778 се на респираторна поддршка. Унгарските власти вакцинацијата против коронавирусот ја започнаа во декември минатата година, а досега скоро 1 милион унгарци ја примиле првата доза, додека 308.000 се целосно имунизирани. И покрај сите ограничувања и масовната имунизација, Унгарија се соочува со третиот бран на COVID-19. Левичарските и либералните коментатори ја обвинуваат унгарската влада дека дозволила епидемијата да излезе од контрола. Провладините аналитичари пак сметаат дека е апсурдно опозицијата сега да ја обвинува владата дека реагира предоцна на третиот бран на пандемијата, кога со недели токму опозицијата бараше и улеснување на ограничувањата. Кристоф Тромбитас смета дека е вознемирувачко што истите опозицијски партии кои бараа окинување на ограничувањата за коронавирусот во изминатите месеци, сега ја обвинуваат владата дека доцни во воведувањето строга блокада. Тромбитас се надева дека гласачите нема да паднат на, како што вели, лагите и пропагандата на опозицијата.